Имавме некои 2 недели намален ДДВ на горивата, сега имаме акциза намалена. Ке се почувствува ли нешто од овие мерки? Кој е вашиот став? И што конкретно? Па дефинитивно во обидот да се ограничи и амортизира инфлаторниот притисок и растот на цените, владата се обидува да искористи дел од мерките кои стојат на располагање. Пред 2 недели имаше намалување на ДДВ-то од 18 на 10 и логички беше и да се очекува ова како втора мерка, намалување на акцизите, иако не можеме да очекуваме некои драстични мерки, имајќи во предвид дека геополитичките тензии се уште не престануваат и имаме притисок на берзанската цена на горивото, а уште повеќе над сите, нели, целиот свет виси неизвестноста околу тоа колку ќе биде одржливо и стабдувањето на долг рок. Така да мораме да бидеме свесни дека сепак државата во делот на инструментариумот и фискалните мерки има ограничен простор, имајќи предвид дека и буџетот можеби не е у најдобра кондиција, стигнуваат голем дел на обврски за исплата, а и неговата нефлексибилност заради социјалните трансфери, така да и владата у суштина во делот на фискалните мерки и нема премногу маневарски простор за да може да се почувствува посериозно намалување. Како и да е, и тој простор она го користи, а какви ќе бидат ефектите сепак пред се зависи од берзанските цени и какво ќе биде стабдувањето со гориво. Прашањето сега ми е, да, имаше некаква стабилизација или не толку големо зголемување на цената на горивата по намалувањето на ДДВ-то, меѓутоа останатите или најголем дел од производите и услугите кои што ги користат граѓаните добија нови повисоки цени. Дали сега со акцизава ќе може да се стопира нов бран на поскапување или тоа трговците нема да го земат здраво за готово? Јас лично не сум оптимиста, затоа што многу тешко се стабилизираат и враќаат цените, затоа ќе треба навистина и наредниот период да докаже дека нема да има, нели, пораст на цената на горивото, затоа што фактички сите одат од така наречените инфлаторни очекувања, односно сите очекувања однапред ги вградуваат во цената, сакајќи, нели, товарот на инфлацијата да го пренесат на крајните потрошувачи или на другите економски оператори кога станува збор за бизнис кон бизнис. Од тука овие инфлаторни очекувања се уште се високи и ја лично не очекувам дека во наредниот период ќе почувствуваме некое позначително стабилизирање на цените, а секако дел од умешните трговци и економски оператори го користат дури овој момент да остварат и екстра профит. Или превентивно да си го зачуваат ќарот. Па тоа превентивно е баш она што го кажав во инфлаторните очекувања и фактички сето тоа само ја билда инфлаторната спирала, некаде оправдано, а некаде заради шпекулација или евентуално за хеджинг и заштита од некој иден ризик, нели, да товарот не падне на самиот оператор. Мислам дека веќе државата треба да размислува и за евентуален друг систем на мерки, што би не од делот на фискалната сфера, оние кои се и веќе дадени како предлози и некои држави веќе ги користат во делот околу рационалноста, рационализирањето на користењето на горивата, бидејќи мислам дека граѓаните и бизнисот се повеќе загрижени околу одржливоста на снабдувањето во следниот период, имајќи во предвид, као што кажав, дека се уште немаме јасна слика дали протокот и дистрибуцијата и транспортот на горивото ќе се одвива непречено во иднина.